Океј, ролинг. Влог број 3 на темата како ќе го истрчам овогодинешниот скопски маратон за време побрзо од 2 часа и 40 минути. И факторот опоравок. Односно, во ова видео ќе ги истакнам техниките и алатките кои ги користам за мојот опоравок од напорните, брзи и долги тренинзи. Значи, како број 1, прва линија на одбрана и превенција дефинитивно треба да биде класичното статичко истегнување. Под ова класично статичко истегнување мислам на минимум 30 на секунди држење во една иста затегната положба. И ова се прави исклучиво после трчањето. Јас лично го правам после долгото трчање, после брзото трчање, после понапорните тренинзи, додека после лесното трчање и не е толку неопходна форма, доколку не чувствувате некакво затегнување или некакви нелагодности околу нозете, колковите и слично. А доколку тоа е случај, секако дека добро би дошло и тогаш да се направи. Да, понатаму сметам дека после ова класично истегнување, после трчање, после тренинг, треба да биде еден вид на подолга форма, односно целосно истегнување на сите мускули на нозете и колкови, евентуално долен грб, горен грб и слично. А тоа може да се направи, односно јас го правам преку 1 до 2 сесии на специфична јога за трчачи, која што е во трајање од 30 до 40 минути. Ова јога која што јас ја применувам упфаќа претежно пози, каде што има истегнување и држење во минимум 20 на секунди до 30 секунди во една иста позиција и при тоа имаме убаво ослободување на сите затегнувања и подобрена циркулација. Сега, малку ќе наместам камерата. Да. Значи, сега ќе ги покажам алатките со кои што јас се служам во решавање на некакви затегнувања или пак мали повреди и така натаму. Значи, најпрво почнуваме со добро познатиот foam roller. Нема да навлегувам во многу детали за се што се може да се користи и негови перформанси, затоа што има премногу видеа на YouTube на страните јазици. Јас само на македонски ќе потенцирам зашто јас го користам и како всушност е добро да се користи. Океј, почнуваме, значи, најпрво се користи за мускулите на долната нога, еве да речеме. Значи, при тоа со едноставни ролања кои што може да бидат побрзи и побавни, зависно од каде ја чувствувате и колку ја чувствувате болката. Значи, и доколку овој интензитет не сметате дека не ја таргетира конкретната болка, затегнување, во тој случај додавате нога врз нога, со подигнување на рацете, ролате полека на местото каде што треба. Значи, ова е за мускулите гастропнемиус, солиусот, како и ахиловата детива најмногу. Да, понатаму може исто така да се користи и за мускулите на задната ложа, како и мускулите на групата мускули адуктори, внатрешната страна на ногата, исто така и квадрицепсите. Одлична алатка која што може да понесете и на пат, затоа што е прилично празна и може да спакувате, односно да напикате неколку работи во незе. Да, исто така постои форма од овој ролер, наречена вибрационен ролер,
која што е прилично погодно, односно јас ја користам во ролање и таргетирање на задната ложа, на мускулите на задната ложа, затоа што со додадените вибрации прилично подобро се осеќа, се чувствува оној ефектот на ролање и на пеглање, би рекол, на мускулите. Така. Океј, тоа е за вибрациониот ролер. Значи, понатаму постои овој мини ролер, кој што јас го користам, и тој добро ја таргетира ахиловата тетива. Значи, ахиловата тетива исто така може да се користи за странично лежење, значи тука на мускулите на адукторите, на групата на мускули адуктори, абдуктори. Исто така може да се користи за стапалото, значи благо ролање на стапалото. Но сепак поспецифична алатка за плантар фасција, опоравок и лечење е ова стиропорно топче, тврд стиропор топче, или пак може да користите голф топче, додека тениското топче е еден вид entry level опција, меѓутоа ви треба сепак малку потврдо топче. На истиот принцип, значи нагазнувате и полека се концентрирате да таргетирате на мускулите на стапалото каде што има болка, и ролањето може да трае минута, 2, па и 3 минути со промена една нога и друга нога. Значи предлагам, кога без разлика дали има болка само на едната страна, да посветите барем половина од времето и на другата страна, затоа што кога тогаш ќе си дојде болката и затегнувањето и на таа страна. Значи, подобро да превенирате, отколку да дојде ред да лечите. Добро. Океј, понатаму, ова алатка наречена Twin Balls, две топки, која што јас ја користам за најмногу за солиус мускулот. Значи, прецизно може да навлезе во ролање на солиус мускулите на левата и десната страна, како и ахиловата тетива, доколку се притисне малку повеќе, се додаде интензитет на ролањето. Понатаму исто така може да се користи за долниот дел на грбот, значи буквално тука би дошол рветот и може да се направи добро ослободување на затегнување во долниот дел на грбот, конкретно мускулот квадратус lumborum, кој што исто така уште подлабоко може да се таргетира и со едното топче. Значи со легнување само на едната страна, таргетирање наоѓање на тој мускул и држење подолго време, дефинитивно минута, 2 и така натаму. Домашна верзија на овие две топчиња се две тениски топчиња во чорап. Така да не морате да купувате ништо, верувам дека на секој се наоѓаат
тениски топчиња, ставате еден чорап, го врзувате добро за да нема премногу движење, односно развојување едно друго топче и работите мускулите. Наједноставна патничка форма на фоам ролерот за мускулите на нозете. Дефинитивно може да биде ова еден вид на кратко сукало. И значи постојат алатки кои што се купуваат, кои што имаат некои ролери и боцки и слично на една ваква оска. И тоа зависи што ќе ви се најде, може добро да се искористи за пеглање и сукање на мускулите. Друга алатка се овие компресии, calf compressions, кои што се едноставна алатка, ги облекувате после трчање и не морате да ги правите овие ролања и слично, доколку немате некое затегнување, болка. Овие ви помагаат за подобра циркулација и побрз опоравок. Исто така, дел од таа компресиона облека која што ја се користам на дневна основа, се овие бутни компресии, значи за горната нога, односно quads compressions, и значи феноменална алатка која станува збор за да биете на сигурната страна дека сте превземале нешто како рикавари после едно напорно или долго трчање. Сега, компресионата облека може да се користи, и јас ја користам на голем дел од трките, затоа што дава еден вид на стабилност при движењата, а исто помага и за опоравок во текот на трчањето, како и за подобро конвертирање на млечната киселина, на лактатите. Се верува. Значи, конкретно, мене ми се покажала добра во однос на чувството на поголема стабилност на нозете. Понатаму следи, крос тренингот како опоравок. Односно, активности, како што се возењето велосипед и пливањето, и тоа направени буквално во еден лесен, аеробен режим, значи и во трајање до 60 минути. Значи, во тој случај ќе го имаат ефектот на опоравок од трчање, а нема да биде уште еден дополнителен јак тренинг на трчањето и понатаму. Нормално, ако се спремате за триатлон или спортови кои што има комбинација на тие дисциплини, секако дека ви треба да имате и тренинг со тие спортови. Меѓутоа, доколку акцент ставате на трчање, во тој случај возењето велосипед и пливањето е добро да се користи како крос тренинг, односно опоравок од трчањето. Па, накратко тоа би било се во ова кратко видео за техники и алатки за опоравок. Се гледаме со следно видео. И еден бонус метод кој го имам научено, како јас проверувам дали сум спремен за следен тренинг во случај на болка или пак доколку сум абстенирал од тренинзи, при лечење на некаква повреда. Станува збор за хоп методот, односно тоа се 10 подскокнувања на болната нога. Се изведуваат многу едноставно, значи 10 скокања, на една нога и доколку се е во ред, знаете само напред, доколку има се уште болка, може би треба да посветите уште малку време во санирање на истата.